Заменик директорот на Македонија пат застрелил мечка која со закон е целосно забранета за лов. Обвини Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, која најави кривична пријава против Сашо Дранго, државен функционер кој доаѓа од Емир Хисар. Интернетот брзо беше преплавен со реакција од граѓаните, како и друштвата за заштита на животните кои го осудуваат овој чин како неетнички и незаконски, споделувајќи ги фотографиите на Дранго на кои тој позира со мртвото животно. Според информациите кои ги објави Анима Мунди, Драгон мечката ја застрела во декември 2024 година. Според нив, ова не е само кривично дело, туку и тежок удар за угледот на институцијата која тој ја представува и очекуваат негово разрешување. Таа фотографија ни ја испратија на нашата електронска пошта и со сите детали, значи на кој датум се случило, каде се случило, кои се сите што се инволвирани во сето тоа и исто така ни кажаа дека исто имало обид да се пријави. Меѓутоа било, да кажеме, скриено од дури од лица кои што работат во Министерството за внатрешни работи. Уште пострашно го прави фактот што се работи за носител на некаква јавна функција, значи заменик директор. Јас очекувам дека надлежните институции сериозно ќе се позанимаваат со ова и дека ќе кажат дека кои го истражат и доколку се испостави дека е така, тогаш треба да одговара сериозно, како што налага кривичниот законник. Иако на фотографијата јасно се гледа дека заменик директорот носи пушка со снајперски дурбин и стои покрај мртвата мечка во снег среде шума. Тој негира дека ја убил. Вели дека мечката била усмртена при сообраќајна несреќа. Потенцираше дека решавање на случајот ќе бара преку судски процес. Тој сподели дека во лов на мечки бил во Финска, од каде има фотографии со мечки. Сега пред еден месец имав случка и слика со мечка, која што мечка на патниот правец Битола Ресен беше усмртена при сообраќајна незгода, па како вработен од Македонија пат, бев таму зашто постои записник во полициската станица во Битола и која мечка ја отстранивме од коловозната лента во местноста Ротино, Битолско. Станува збор за оваа мечка што е на фотографијата, така? Да. Според македонското законодавство, за мечката има трајна забрана за лов. Во Законот за дивечот и ловството во член 11 стои дека мечката како дивеч е под заштита и секое незино ловење, прогонување или вознемирување е строго забрането, додека во член 14 е наведена трајната забрана за незин лов. За одстрел на мечка предвидена и парична казна и тоа од 18.000 евра, за мечка постар од 2 години, додека кривичниот законник на Македонија во член 228 предвидува и затворска казна до 3 години за ловење на дивеч под заштита, како што е мечката.